Dobro. Оние што се запознаени со бајките, митовите, легендите, сигурно ја чуле фразата за еликсирот на животот или изворот на животот или еликсирот на младоста и така натаму, зашто тоа е била најпосакуваната и најпосакувана течност за човекот да се остане вечно млад. И една од најстарите легенди е онаа за Ахил, нели сте чули за Ахиловата пета, кој бил потопен во реката Стикс од мајка му, река чија вода дава вечен живот. Меѓутоа, додека го потопувала, го држала за петата и петата останала сува, непотопена и така останало слабото место во телото. И токму таму стрелата го пробула во битката за Троја и така бил победен. Но човекот секогаш, нели, копнел да најде таков извор, таков еликсир. Тие легенди повторно се возобновуваат кога португалците, шпанците, конквистадорите, нели, ја освојуваат Јужна Америка, бидејќи некој си Пончо де Леон нашол таков извор, пил и останал постојано млад. Не знаеме дали уште живе и пие од таа вода. Ако тоа значи дека е стар повеќе од 500 години. Како и да е, дури има такви легенди, нели, дека луѓето за таквата вода, за тој еликсир, и душата си ја продавале на ѓаволот, како она на Оскар Вајлд, Дориан Греј, како беше портретот. Бараат луѓето да најдат нешто што ќе даде вечен живот, ќе ги држи постојано млади, а Библијата нуди таква вода и луѓето, иако е реална и дури и бесплатна, нема потреба да си ga продадеш душата на ѓаволот, не ја сакаат и отфрлаат. Библијата говори за Бог како за извор на животот. Говори за жива вода, говори за извори на жива вода. Например, Исаја кани во 55 глава. Вие што жадувате, дојдете сите при водите, дури и вие кои немате пари. И за таа жива вода, или тој извор кој во нас се претвора во извор на жива вода кој носи вечен живот, говори Христос во оваа случка што ја прочитавме, кон една жена која, ќе видиме ние додека го разгледуваме текстот, бил претворен во еден тотален хаос или претворен во сува пустина. И Христос нуди вода или нуди живот, нов живот, полн со свежина и како што ладната вода нуди свежина за жедната за вода, душа, така и таа жива вода нуди за опустошениот живот на вистинска свежина, освежување, обновување. И ова е втор личен разговор на Христос во ова Евангелие. И ќе се подсетиме малку пак на природата на Евангелието според Јован, говоревме уште на почетокот во уводниот дел. Специфика на оваа книга се личните средби на Христос со личности, со поединци. И не само на Христос, и на други луѓе. И во суштина на тие лични средби е евангелизацијата. Например, досега видовме како Андреј отиде кај брат му Петар и го доведе до Христос. Филип отиде кај Натанаил. Ја видовме средбата меѓу Христос и Никодим, кој беше воден до новораѓањето. Овдека е средбата со самарјанката. Ке видим понатаму со еден римски стотник има лична средба. Со Захеј богатиот, разбойникот на крстот, многу се тие лични средби. И тие средби ни ја покажуваат сушност потребата од евангелизирањето. Сите ние како христијани треба да имаме такви лични средби со луѓето во кои го споделуваме Евангелието. Зашто никој од нас не знае што ќе доведе една средба во која се споделува Евангелието. Јас верувам дека и дури ни Андреј немал воопшто никаква представа за тоа што
споделувањето на сведоштвото за Месијата пред Петар ќе значи тоа за историјата на црквата. Знаеме дека потоа од неколку проповеди на Петар во делата на апостолите илјадници луѓе беа доведени до Христос. Како што, една бројка во формулата за множење во цифрите кои се множат, само промената една бројка може многу да го промени целиот резултат. Или ако само една буквичка во зборче се смени во некој зборови, целото значење на зборот се менува. Така и ние не знаеме што Бог може да направи од само една средба. Каква вредност тоа може да донесе за Божјото царство. И при тоа, кога си мислиме дека семето така паѓа на камениста почва, не треба да се разочаруваме, зашто на крајот на краиштата Бог е земјоделецот кој ја подготвува и обработува почвата. Може би и Андреј не очекувал за Петар таков резултат, познавајќи го од Евангелијата како личност што се открива. Бог е тој кој што ги прави работите. Тој е оној кој што го дава плодот. Сте чуле за Муди, Двајт Муди, како големиот евангелизатор. Меѓутоа, не знам дали знаете колку проблематично дете бил Муди, посебно во неделното училиште. И има еден, неговиот учител во тоа училиште, Езра Кимбал, мислам се викаше, не се откажувал од тоа проблематично дете, да работи со него. Не знам какви очекувања имало од него, меѓутоа знаеме дека потоа од тој чирак во чевларска работилница, во кондураджилница, или како се викаше на времето, ќе стана човекот преку која служба и во Америка, во Европа, илјадници ќе бидат доведени до Христос. Тие лични средби ќе видиме ние, во кои многу вешто Христос ги води луѓето до откровението, до вистинската вера, се важни. И тоа е мисијата и на нашиот живот. Да се среќаваме со луѓето во која го споделуваме Евангелието. Многу е важно. Евангелието. Веќе ја видовме, во неколку проповеди, случката со Никодим, како Бог трпеливо, Господ Исус Христос, откриваше која е потребата, новораѓањето. И тука ќе видиме, истото ќе го видиме во случајот со Самарјанката. Едно трпеливо, внимателно, чекор по чекор откривање на Евангелието. И тоа е многу разумно. Но секако и нито Евангелието, споделувањето на Евангелието е учење кој ние го адресираме думот на луѓето со очекувањето, со молитвата, Светиот Дух да го осветли тој ум. Со вера да биде прифатено тоа учење кој ќе донесе потоа спасение, преобразба, вечен живот. И поентата која ќе видиме во неколкуте наредни проповеди, во 3 планирам да го видиме тој разговор меѓу Исус и Самарјанката, потенцирањето на основниот факт или водењето кон Евангелието кој постепено буди се повеќе оживува и доведува до спасение. Или како што Спрџен знае да каже, ние можеме до бескрај да викаме на луѓето поверувајте и ништо нема да се случи. Ако не им кажеме во што треба да поверуваат, ако не го објасниме Евангелието. И така, многу внимателно, многу нежно, многу трпеливо градење на вистината во умот и душата на тие личности. Ајде да видиме сега како контекстот, многу важен контекстот, како се стига до тој разговор и како се води. Многу важно е во Евангелијата, значи, има едно екзегетско правило, дека освен тој литературен контекст е исто така важен историскиот контекст на службата на Христос, тоа во која фаза од неговото служење се случува настанот, разговорот, проповедта, чудото и така натаму. Ова е почеток на Христовата служба. Се наоѓаат во Јудеја, после чистењето на храмот. Фарисеите гледаме дека не го прифаќаат со добро око сето она што се случува, а популарноста на Христос расте се повеќе и повеќе. И растежот на популарноста на Христос ќе предизвикува заострување на конфликтот со фарисеите. Фарисеите се лоцирани во Ерусалим и во Јудеја.
на крајот тој конфликт ќе доведе и до планот кој фарисеите ќе го подготват за убивањето на Христос. Меѓутоа, ова е уште почетокот на службата. Не е уште дојдено времето Христос да се прослави или да заврши на крстот и со намера да ги избегне тие судири, да не ескалираат, пишува дека Христос реши да ја напушти Јудеја. Тоест, после не знам колку време служба во Јудеја, од чистењето на храмот, средбата со Никодим и не знаеме колку време останува во Јудеја, веројатно неколку месеци, гледаме дека станува се популарен во Јудеја и во еден момент тој решава да се тргне од Јудеја. Или тука е употребен зборот напушти, ја остави. Тој збор се користи кога, например, маж решава да ја остави жената, да се разведе, да напушти некого. И уводот ни е даден. Од уводот се гледа зашто тој реши да ја напушти Јудеја, зашто се повеќе фарисеи дознаваа дека Христос е во Јудеја и неговата популарност се зголемува, придобива повеќе ученици од Јован. Не дека фарисеите почнаа да го жалат Јован, за тоа што има послаба служба од Христос, но растежот или на популарноста на Христос е она што боде во очи. Другото нешто што ни го истакнува Јован, сигурно важно, нели, е дека Христос целосно, неговата служба целосно се поклопува со службата на Јован Крстител. Тоест, и тој, тоест неговите ученици, крштеваат. Како што крштева Јован Крстител. И очигледно е која е намерата на Христос. Да даде така еден легитимитет на службата на Јован Крстител. Служба која е за подготовка на Христовото доаѓање. Службата или суштината на Јовановата служба е покаяние, простување на гревовите. Крштевањето на Јован Крстител беше за покаяние од гревовите, покајничко, за простување. И со тоа како метафора се представува суштината веќе на Христовата служба која е простување на гревовите. Христос е тој кој проштева. И така гледа се продолжува и во Христовата служба, службата на Јован како една, како патога. Вашата, вие треба да се покаете за гревовите. И така ќе дојде прошката во Христос. Тоа е Месијата, тоа е оно што ги зима на себе гревовите на светот. Но при тоа Јован додава и вели, самиот Христос не крштаваше. И сега тука има толкување зошто не крштаваше. Не, јас сметам дека она најлогично, наједноставно решение, сегаш најлогично, наједноставните си најправилни решение, треба да бараме некои посебни мистерии овдека, тајни. Ја знаеме човечката природа, знаеме во раната црква, па дури и денес за некои, во рана црква за сите, но денес за некои, крштавањето е најважниот чин во животот, духовен чин во животот на христијанинот. Дори има христијани, јас познам, кои тука, овде или во Бугарија, биле крстени, ама им се отворила можност да отидат во Израел и кога стигнале на реката Јордан, решили пак да се крстат, затоа што тоа е светата река. И ако таму се крстат во Јордан, ќе бидат посвети. Во раната црква немало посебно значење реката Јордан, како што има денес. Многумина се крштавали, дури таа била да нечиста река, што не им значила ништо. Но било важно кој крштава. Како важен чин. Затоа Павле на едно место вели, неколкумина само, не крштавам јас. На прстите на една рака може да се избројат луѓето кои сум ги крстил. И представете си, во раната црква, се среќаваат во црквата луѓето и прашува, првото прашање, кој тебе те крсти, што тоа е важен чин. И некој каже, јас директно од Јован бев крстен. Тоа не се важи, Јовановото крштевање, или како што Аполос имаше. Ама друг ќе каже, Петар мене ме крсти. Тоа веќе е голема работа, Петар те крсти. А представете се некој да каже, мене па Христос ме крсти. Ако има такви, тоа веднаш нова деноминација, крстените од Христос.
И денес го има тоа, за жал. Христос не крштаваше. И Павлија го познаваше тој проблем, и затоа и вели на коринтијаните: вие кои толку се фалите со човечки авторитети, не може да се повикате на мене, зашто јас никого не сум крстил од вас. Да. Христос не крштеваше. Како и да е, реши да ја напушти Јудеја и да замине во Галилеја. И се овдека повторно еден податок што го дава Јован, кој е по тој поглед многу прецизен, многу внимателен, вели требаше. Или неговото омилено зборче во Евангелието мораше, деј. Тоа зборче значи едноставно немаше како да не помине. Беше невозможно да не помине или беше неопходно, морално беше да помине од таму. Да помине од кај Галилеја. Од кај Самарија за да отиде во Галилеја. Тука ќе ни треба малку картата, за да биде така малку тој географски контекст да го разбереме. Значи, Самарија е овој дел, денешниот, тоа е западен брег. Западен брег, зашто е западно од реката Јордан, западниот брег на Јордан, кај што денес, или во последните неколку години, братот Лупче сигурно ги знаат тие теми, се водеа тие спорови, палестинско-израелски спорови, но и во древност тука биле споровите, меѓу Израел и Јудеја. Тие почнуваат уште со поделбата на царството после Соломон, со Ровоам и Ровоам, за Северното царство Израел со главен град Самарија, нели? И потоа од Самарија целата област се нарекува Самарија, се во постојан политичко воен конфликт за надмок некаква. Кој е поправилниот, северот или југот? Иако се сите евреи. Меѓутоа 722 година Асирија го окупира тој дел, Израел, и политиката на Асирија е да колонизира територии, освоени територии, тоест посебно оние што се побогати, како повисока и средна класа на луѓе, ги раселува од едно место на друго место. Така да интелигенцијата од Израел е раселена на други места во Асириската империја, па тука во Израел се донесени од други места. Така да тие дојденци почнуваат да се мешат со останатите во Израел и ги прифаќат религијата, културата, но прават мешавини. Од Стариот Завет го прифаќаат само Мојсеевиот закон, тоа е 5 книги на Мојсеј, а се оно друго што е понатаму, историски книги, цареви, пророштва, псалми, го отфрлаат. Зошто? Поради една причина. Таму јасно се говори во тие книги за Ерусалим, храмот во Ерусалим, Сион, а тие не го признаваат. Тие велат дека вистинското место на поклонение е таму, во Асирија, во Самарија, и то точно во ова место, Сихем или Сихар во времето на Христос. И тоа не е случајно, тие се повикуваат на 5 книги Мојсееви, каде што се случувале големи работи таму. Например, кога Аврам доаѓа во ветената земја, првата жртва што ја пренесува, првиот олтар жртвеник, е во Сихер, до планината Геризим. Кога Исус Навин, тоа секавате го разгледувавме, додека изучувам ова книга, кога го освоја Гај и Ерихон, првата жртва што ја пренесува, првиот олтар го изграде пак на тоа место. И тамо беше собран народот. Тамо Јосиф, тоест Јаков, му даде наследство на Јосиф, тука Јосиф е погребан, тамо е бунарот, оно е познат, каде што средбата со Самарјанката, познато место. Тука се читаше на Герезим благословите, проклетствата, и тие велат, нели, самарјаните, еве, тука е местото на поклонение, а овие тамо јудејците, тие се измисля потоа. Додадоа книги, изопачија и рекоа, тамо, во Ерусалим е поклонението. Дури во 400 година на Геризим си направиле храм, сличен, нели, на Соломоновиот во Ерусалим, меѓутоа јудеите дошле им го растуриле, го запалиле, го уништиле. Така да, меѓу овие два народа, така да кажеме, постои непријателство, долго непријателство со векови. Јудеите ги нарекуваат самарјаните мешан народ, отпадници, нечисти, овие пак ги нарекуваат, вие изопачивте Библијата,
непријателство. И тоа непријателство е двострано, не е само од едната страна. И затоа јудеите, кога оделе, а Галилеја си останува таму некаде горе, нели, одцепено, пак јудеи, чисти евреи, и кога патувале, користеле за обиколни патишта. Или, тука од кај Јерихон, преминувале на источниот брег и потоа влегувале у Галилеја, или пак ко користеле медитеранскиот пат, кој оди преку Јопа, Кесарија и во Галилеја. Трговците го користеле претежно овој пат, а другиот пат го користеле оние поскрупулозни евреи, кои не сакаат па со никого да влегуваат, како фарисеите, зашто тука има помалку населени места и така натаму. Го одбегнувале патот кој оди директно од преку Самарија кон Галилеја, зашто не го сакале тој народ да не се осквернат, а исто така били недобар за патување, бидејќи е планини. Ово е порамен, а додека овдека криволес, преку планини и потежок за одење. Но пократок во секој случај. Така да евреи не поминува низ Самарија. Додека пак Јован вели, мораше да помине Јован низ Самарија. Немаше како да одбегне. Не, имаше како. Има заобиколни патишта. Меѓутоа Христос мораше. И тоа спорче мораше овдека што го користи, мораше да помине згнасните самарјани, го користи честопати во ова книга. Скоро во трета глава неколку пати го сретнав. Например, кога Христос вели на Никодем, како што нели змијата беше изигната во пустина, така и нели и синот човечки мора, и пак е тоа деј како неопходност да биде возвеличен. За секој кој што ќе поверува во него, да не погине, но да биде спасен. Не? Или, например, понатаму во 10 глава Христос самиот ќе каже, и други овци имам, што не се од ова трло, и нив треба и повтор тоа деј, или мора да ги приберам. И такви други овци, нели, што не се од ова трло јудејско, имаше и во Самарија. И мораше, или требаше да помине во Самарија. И тргнува, значи, по тој пат со учениците, нели? Тргнува по тој пат и стигнува тука во Сихар или Сихем. Дојде во градот наречен Сихар, поминал долг пат, периодот во годината е после Пасха. Пасха се паѓа некаде почетокот на април. Тоа останува известно време во Јудеја, барем 2 месеци во Јудеја, значи веќе е јуни, јули, може би и август. Тоа е сред лето, најжешкото време. Знаете како е, сте биле, нели знаете. И овдека е така, а уште повеќе во Израел, во јули и август е жешко многу, а пишува Јован додава дека бил 6-тиот час стигнува во Сихер. 12 часот напладне, кога е најжешко. Уморене од патувањето од тие планински патишта, каде што нема сенки, под жешкото сонце, изгорен од сонцето, жеден, препотен. И доаѓа и седнува изморен до тој бунар, нели, познатиот бунар кој Јаков го искупал. И една убава, интересна слика, Јован кој најмногу го представува од сите евангелисти, во божественоста Христос го представува најјасно и така почнува Евангелието, като е логосот, тоест е Бог. Сега гледаме, седи уморен, Бог се умори и седна да одмора, се истушти. Но исто Јован, кога го најавува Христос како логосот, Бог, кажа дека зема тело, зеде тело, човечко, во секако нашето тело, тело кој се уморува, кој се истоштува, кој знае што е да се оди по планини, да се работи во жегата, со пот на челото да се печели лебот. И кога авторот на Евреите говори за првосвещеник кој има разбирање, во се сочувствува со нас, го има и тоа во предвид. Тој ги поминал тешкотиите во човечко тело како нашето и може да не разбери затоа
со секаква благодат ќе не пречека оние кои пристапуваат тој престол на благодатта. Така да стигнува близу до Сихар. Како што реков, многу познато место во историјата на народот, местот каде што е првата жртва од Авраам принесена, Исус навин таму принесе жртва, Јаков таму даде на Јосиф наследство, Јосиф е погребан таму некаде и така натаму. И сега Исус е седнат до тој познат бунар, вела дека уште постоел, пак верувам дека братот Лјупчо знае многу за тој бунар, тој е добар археолог, чита и исследува, и дека дури до ден денеш била многу ладна водата. Не знам, јас не сум бил таму. И додека седи, се случува една средба кај бунарот. Доаѓа една жена од Самарија, самарјанка, за да полни вода, и му рече на Исус, дај да пием. И сега тоа е додаток од учениците, нема да го разгледуваме, на крајот кога ќе завршиме со сличката, ќе дојдат учениците и тогаш ќе ги вклучиме ни во изучувањето. Бидејќи тоа е само една реченица во целата таа историја која дури и не звучи толку важно, но многу важно, на крајот ќе ја видиме кога ќе стигнеме до учениците. Но, интересно, и тука има пак податок кој што го дава Јован Крст, апостолот Јован, кој е специфичен. Жена доаѓа до бунарот да полни вода, кој не е невообичаено. Да, таа задача во домакинството е на жените. Жените полнат вода од бунарите. Не го прават. Тоа е домакинска работа, женска работа. Меѓутоа, жените обично тоа го правиле, не обично, секогаш, заедно се собирале од малото и оделе да полнат во група. Така било побезбедно. И сега што го правиле во летните периоди, или пред изгресуце, наутро, раното, или вечерта, кога заоѓа сонце. Не оделе му најголемата жега. Ова исклучок од стапување од тие две правила. Ова жена доаѓа во 12 часот, кога обично никој не оди на вода. Тоа е време во денот кога не се полни вода и е сама, не е во група. Што така создава впечаток како или таа да одбегнува луѓе, други жени да е во група, или ја одбегнуваат. Како и да е, понатаму открива расказот многу за таа жена. Веројатно тоа дека таа е некако така понастрана, не е прифатена, а Христос знае се за неа, ќе видиме, и за незиниот страм, така да кажеме, и е тука. Тука е, не одбегнува. И не само што не одбегнува, туку тој го почнува разговорот. Знаете, јас верувам дека тој не почнеше разговор, така ќе се наполнеше вода, ќе се отидеше, немаш ништо да збори. Тоа е културата. Тој почнува, тој поттикнува. И тоа со самарјанка. И тоа е, како што кажа, вториот разговор. И оваа личност, сега, во 4 глава, не може да биде поразлична, не може разликите, контрастите да бидат поголеми со личноста во 3 глава. Во 3 глава имаме една личност како Никодим, кој е јудеин. Таа е самарјанка. Тој е маж, таа е жена. Тоа е првиот голем контраст. Вториот голем контраст е позицијата. Никодим е првенец, јудејски првенец, член на Синедрионот. Таа жена нема никаква улога во општеството. Прво поради тоа што е жена, а второ сигурно поради незиниот така социјален или морален статус. Никодим е учен, голем теолог. Таа по тоа време жените биле прости, немале можност да се образуваат. Никодим е ортодоксен јудеин. Таа е од тие кои што нели одстапиле од верата. Никодим, како угледен фарисеј, е високо морален човек. Од најморалната категорија на луѓе. Таа самарјанка, ќе видиме дека има некој таков морален пат. Големи контрасти. Меѓутоа, и Никодим, и самарјанката се водени кон едно исто нешто. Имаат една иста потреба од Спасител. И Христос се открива и во двата случаеви
како оној кој што со истото внимание, со истата грижа, тоест и двајцата се подеднакво загубени. И двајцата се подеднакво надвор од Божјото царство. И двајцата се подеднакво прифатени од Спасителот, од Бог. Нема привилегија, нема различни патишта. Или како што во оваа прилика коментира Джеймс Бойс, Монтгомери Бойс, вели: Никодим е типичен пример на човек, тоест е типичен пример кој покажува дека никој не може толку да се издигне социјално, морално, интелектуално, за да ја нема потребата од Спасител, а Самарјанката е типичен пример кој покажува дека некој може толку ниско да падне во секој однос, за да биде надвор од дофатот на Бог. Не два многу специфични контрасти. Така да тој дојде за сите и за таа жена. И ја бараше, Христос ја бараше. Толку многу ја бараше, помена низ тие планини таму. Значи, се испоти, се умори Христос, за да дојде до таа жена. Голем труд вложи. По најтешкиот пат, дури по патот на нечистите самарјани. Тоа по малата тешкотија. Во сред ден, на жешкото, седна таму да ја чека. Зашто ја знаеше дека ќе дојде таму? Тој знае се што е во човекот. Таа беше планирана средба. И не само што направи се, и ја презаде иницијативата. Или тука пак можеме Бойс да го цитираме: ако Христос не ја преземе иницијативата, ќе си го оставиме да седи до бунарот и ќе си одиме. Како што жената ќе направиш. Но Христос и рече: дај ми вода. Отвори, почна разговор. И се од тука натаму следи една конверзација. Самарјанката ќе се покаже како доста зборлива, сега жена е, доста е зборлива, и не само што е зборлива, сега, јас кога слушаме проповеди, се создав впечаток како, сега Христос се заговори, и таа ептен срекне, јудеин мене ми говори. Не, тука има конфликти. Знаеш, непријателството е обострано. Има тука провокации, не од страна на Христос. Има провокации од жената. И тие се многу јасни, очигледни се во текстот. Провокација меѓу самарјанка жена и јудеин. Зашто таа жена таму пред себе гледа на јудеин. Таа не знае дека тоа е Бог, Спасителот на светот. Гледа на јудеин, изморен, истоштен, кој седи до бунарот. И реакциите на жената се во таа насока. Ајде да видиме какви се. Му рече на Христос: како ти, јудеец, бараш од мене жена самарјанка да пиеш? Нели вие не се мешате со нас? Вие сте оние големите јудејци на кои што име се гнасат од тоа да стапат во контакт со самарјани. Па дури и сад ми бараш. Па како ќе пиеш ти од стомна или ведро или што и да е, од кој пил самарјанин? Од тоа поголема гнасотија нема. Не. Ама. Сега жената што гледа? Гледа на јудеец, таа го познала дека јудеец дали по облеката, по говорот. Сигурно галилејскиот говор, акцент доаѓа до израз, таму се јудеите. Седиш тука сега изморен, жеден, и една друга работа, бунарот е длабок, не можеш сам да си налееш вода. И сега кога си во тесно, не ти важат тие правила, кај ти е сега фарисејскиот закон, дека не треба да се мешат. Сега си во назори, ајде сега, дај ми да пијам. Тоа е идејата. Како ти сега бараш од мене, ти јудеин, нели? И не само згорно тоа, јас сум жена самарјанка. Ај сумаш, може би некако ќе си кажеш, не е толку кршена честа, па од жена да бараш самарјанка. Тоа веќе
никакви очигледно лицемерие тоа што вие викате, дека сте така јудејци и не се мешате, ама кога си на зор ги кршиш сите доктрини. Така некако звучи тоа што го кажува Самарјанката. Не. Тоа е начинот на кој што таа гледа. Еден уморен патник, еврин, кој е во неволја и сега бара помош. Некога што во друга прилика би гледал со презир на самарјанинот. Така има една доза и на самодоволност кај жената. Еве се гледа колку сте вие по вистинската доктрина, или така да кажеме. Христос како одговора на таквата провокација, реакција? Вели, кога би го знаела дарот Божи, и се тој дар Божи, ќе кажем нешто повеќе, и кој е ово што ти вели, дај ми да пијам, ти самата би побарала од него и тој би ти дал жива вода. Ако само знаеше кој сум јас и дарот Божи, ти ќе побараш од мене жива вода. Сега, зборот жива вода, вообичаеното на значење, во секојдневната употреба, е вода не од бунар, туку од извор, што тече, проточна вода. И во древноста да се најде извор кој што блика вода, тоа било веќе премија. Да се најде застоена вода, бунар или бара, е голема работа во такви места каде што не врне до сушни места. Ти одиш на крајот најдеш некаква баричка, тоа е голема работа. А па извор е веќе големото. И Христос вели, ако ти знаеше, нели јас кој сум, ќе бараше од мене жива вода, кој што е нешто многу повеќе од вода во бунар. Позначена вода. И ако знаеше, јас имам нешто повеќе и пак, знаеш, по човечки гледам, кога некој ќе ти го каже така изгледа како јас пак сум повеќе од тебе. Самарјанката не знае со кого си има работа. Ништо духовно тој момент нема. Иако фразата живата вода би требало да асоцира на духовно, зашто Стариот Завет е јасен, нели? Живата вода како вечен живот. Бог е изворот на живата вода. Тоа е символичкото значење за духовниот живот. Како што водата, физичката вода е неопходна за човек физички да живее, така духовната или таа жива вода дава духовен живот. И во Еремија, например, Бог ги окорува евреите, кога вели за две зла изврши мојот народ. Мене изворот на жива вода ме оставија и ископаа извори издупчени кои не може да држат вода. Или тоа се направија некакви садови, цистерни, како да наречам, бунари кои не држат вода, туку ја губат. А јас сум изворот на живата вода. Јас сум оној што дава вечен живот. Така да, тоа е символиката на Христовиот одговор. Ако знаеше кој сум, ќе побараше од мене жива вода за вечен живот. И Самарјанката како го разбира тоа? Пак на истиот начин, тука дури нели еден долг одговор пак дава. Христовите одговори се пократки, незините се подолги. Рече, Господи, ти нема со што да си нацрпеш од овдека, а кладенецот е длабок, од каде пак имаш жива вода? И сега ти, такви сте вие јудеите. Ем си во неволја, ем си на зор, ем зависиш од мене и пак сега ќе кажеш дека си поголем од нас. Ти имаш пак нешто повеќе. Ти имаш жива вода, а не можеш овдека на бунарот, нема со што да излечиш од оваа вода. Демек, ова вода за тебе не е добра. Ти имаш подобра вода од оваа. Вие јудеите се сега поголеми и од Јаков. Јаков тука пиеше, неговите деца тука пија, а ти имаш нешто повеќе од тоа. И допитокот не е, зар ти си поголем? Вие се правите поголеми од сите. Тој, така кажем, меѓуетнички конфликт се гледа пак овде, кој е поголем. И така ги сваќа жената работите. Што е типично во човекот? Моето сега и да се негира другото.
И ние се фаќаме обично кога нели збориме за доктрини, како да го славиме Бога, пак тука е сега моето, твоето. А не Божјото. А Христос цело време мачи да ја насочи кон духовното, кон она што дава вечен живот, што има символичко значење за вечен живот. С други зборови, овдека му вели сега Самарјанката на Христос, сега се повреди. Ти се повреди со етата кога ти реков, што сега ти со Самарјани си имаш работа. И бидејќи се повреди, ми кажеш, ама не, јас имам повеќе од тебе. Ако имаш повеќе од тебе, зошто бараш од мене ведро? И на крајот пак сега велиш, па ова не чини вода, ти си имал друга поубава вода. Како она басната за киселото грозде. Лисицата видела еден гроздак, виси на лозата, скокала, не успела да го фати и на крајот рекла, а би така е кисел, ајде да си одам. И така, бараше, виде дека сега јас ти опонирам и на крајот сега, ова вода не чини. На Јаков му чинеш и неговото потомство тебе не те чини. Значи, логиката е иста како и со Никодим и евреите, јудејците во храмот. Кога Христос, кога побара знак, Христос им рече, разрушете го храмот. И тие како одговорија, ти деки го расте за 45 години, 6 градане, ти ки го изградиш за 3 дена. Или пак Никодим, ти треба да се родиш одгоре. Како? Ке влезам јас пак у утробата на. И тука иста реакцијата. И што сега не чини овој бунар, кој Јаков, нашиот патриарх, го изгради, ти си има по-добра вода. Тие се тие реакции што ги покажуваат овдека луѓето. И тогаш пак Исус си одговор на таквата реакција на жената. Пак духовни рече, секој што пие од ова вода ќе ожедни. А кој пие од водата што јас ке му ја дадам, нема никогаш да ожедни, таа ќе стане во него извор на вода што ќе тече во живот вечен. И тука говори на друга потреба. Станува појасно. Живот вечен, користи веќе духовна фраза. Водата што јас ја давам, во самиот човек се претвора во извор, од кој тече една жива вода, кој дава живот вечен. Тоест, таа жива вода, која што ја спомна, проточна вода, не застоена, е нешто кој извира и тече постојано во нас. Тоест, еден живот кој извира и постојано тече. Јасно кажува, не зборам за физичка вода. Зашто ова вода што ти сега тука ја пиеш, ќе ја задоволи твојата како физичка вода, физичка потреба за вода, но ти пак ќе оженеш и пак ќе треба да дојдеш овдека. Но јас, и тоа важи за се она што е, за секоја понуда во овој материјален свет. Секоја понуда во материјалниот свет задоволува физичка потреба. Потреба на телото. Но човекот не е само тело, човекот е и духовна природа. И ништо од оваа понуда во овој свет физичка не може да ја задоволи духовната потреба. Викторија се молиш на почетокот за таа жива вода која задоволува однатре. Зашто физичките потреби на човекот може да бидат задоволени само со физички материјални понуди. Човекот ќе ожедни физички, му треба вода. Меѓутоа, останува незадоволена она основна или духовна потреба, која што може да биде задоволена само од Христос. И луѓето се обидуваат да барат начини да ја задоволат. Бараат еликсир на младоста, за да останат вечно млади. Добро, тој ќе остане вечно млад, ама ќе се качи у кола, ќе го собраке, ќе може да умре во собраке. Млад ќе се умре. Може би 300 години ќе живее, ќе е млад, ама може да му се случи нешто во војна да загине. Да, но тоа е, да бидеш, луѓето мислејќи како се вечно млади и вечно ќе живеат. И се подмладуваат. И денес има начини како со операции, да се подмладуваш и да останеш на 80 години со млад изглед на лицето. Ама на 85 ќе умреш, зашто човекот старее. Нема начини за браќање
на времето назад. Јас влегов во 59-та година. И не знам кога поминаа. Не го најдов еликсирот на животот, ама со времето се станува појасно и појасно, дека ништо на оваа земја не може да ја задоволи жетта на човекот. Може да купи плацеви, големи, може куки да изгради, може убави коли да направи, да си купи, да вози, убави облеки, да оди во скапи ресторани. Ама пак на крајот останува таа потреба која само Бог може да ја задоволи. Зашто купувајки, градејки, собирајки, поминува времето, годините, младоста си оди, староста доаѓа, а внатре во нас останува незадоволена потребата. И Христос вели, јас само можам да ти ја дадам таа вода која се претвора во извор на вечен живот во тебе. Извира постојано. Како што Августин, нели, кога го во Милано, на клупата, во градината, се свртува кон Христос и кажува, ти, Господи, си не направил за себе и нашето срце останува неспокојно, останува немирно, додека не се смири во тебе. Само во Христос ќе се смири човечкото срце. Оваа жена, ќе видиме понатаму, трагала. И она трагала по исполнетост во животот. Ќе видиме, кога ќе ја праша, доведи го машти, нели овдека, иако ќе видиме таа, нели, обично долги одговори, таа многу зборува, таму само 2 збора кажува, нема маш. Не и се допаѓа таа тема. Исус ќе рече, да, право велиш, 5 мажи имаше, ова 6-та, и ова не ти е маш. Не ти е законски маш. Таа жена, трагајки по некаквов мир, спокојство, што една жена го бара во тоа време да си има маш, го претворила животот во хаос, во една пустина, сува пустина. Сигурно не е било лесно. И Христос вели, јас имам вода која може таа пустина да ја претвори во градина, во живот, да донесе свежина, да обнови, како што студената вода, ладната вода, ја наситува, нели, физички жената душа. Вода која постојано се претвара во извор, не бунар, не застоена вода, не бара, туку чиста вода која постојано извира, студена, свежа и разладува. Непрекинато, неисцрпно. Дава живот, чист живот, нов живот, извор кој блика. Кога Христос користи фраза жива вода, представа таа е за една фонтана, извира постојано, во изобилство и не престанува. Нема крај. Постојано, ново, свежо, чисто. Освежува, обновува, очистува. Подоцна во 7 глава Христос ке рече за таа жива вода, за тој извор, дека тој извор е Светиот Дух, кога вели, кој верува во мене од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. Ова го рече за Духот, кого што ќе го примат оние кои веруваат во него. За Духот го рече тоа. Духот е тој дар, за кој, ако знаеше, го знаеше, дарот од Бог, ќе побараше од мене. Вода, жива вода. Духот во нас кој е како извор. Извор кој постојано дава живот. Раѓа плод, раѓа љубов, радост, мир, спокојство, трпение, кој постојано освежува, кој не обновува постојано. Не дозволува да се претвориме во пустина. И жената која ќе го слушне тоа, ќе рече пак со физички категории. Дај ми таква вода, за да не ожеднувам и повеќе да не мора самачно да доаѓам овдека да полнам вода. Но, како и да е, се јава жета кај жената. Веќе има интерес, престана
она ниво на конфронтирање некако. Туку, сакам, да, сакам таква вода. Иако, нели, нивото е се уште она физичко. Но, Евангелието, како што ќе видиме овдека, и тоа реалноста постепено оживува, пробудува Евангелието на Господ Исус Христос. Таа почнува да се буди. Во неја почнува да се раѓа жета и да покажува интерес. И ќе видиме што се случува понатаму. Таа вода која што нуди Христос го освежува животот и дури ако бил пустина, го претвара во плодна градина. Секој лето кај нас во дворот не се случува иста работа, имам иста борба. Краси не се откажува од борбата, ама обично нема резултат. Бидејќи јули, август, дури септември, капка дожд не паѓа, се суши. И краси се обидува со сурогати, со цревот, така да прсне тука таму. Ама ништо не бива. Не е доволно, треба вода. Вода треба. За да биде зелена, свежа да биде земјата. Се суши. Додека не дојде есента, росата, секој утро има роса, дождот и сепак станува зелено. Постојано треба да има вода за да не се исуши. И тоа е метафората што Христос се користи. Еден извор кој постојано блика, кој не дозволува да се претвориме во духовна суша во нас, но да бидеме плодна градина, кој плодот на Светиот Дух постојано се раѓа. Постојано, секојдневно се обновува. И тоа е повикот на Христос. И ако некој, кој може би слуша, смета дека духовна прашина, како во пустина е неговиот живот, може да биде пак претворен во градина. Христос повикува, дојди кај мене, јас ќе ти дадам вода, жива вода, која се претвара во извор на вечен живот. Дојди со верата кај него, поверувај во она дело што тој го изврши и во твојата утроба, во тебе, тој го встава својот дух како извор, непрекинат, непресушен на вечен живот. А ние кои што сме овдека и веруваме, ќе имаме Господна трпеза, за да повторно да се подсетиме на крстот, каде што Христос го направи можно, го направи можен нашиот живот со него, каде што го зеде нашиот грев на себе, каде што плати за вината на гревот, каде што ја претрпи пресудата за гревот, каде што прогласи праведност за нас и од каде што, раснувајќи се с прековерата со него, во нас почнува да тече тој извор на жива вода. Ке ги наведнеме главите, ке се помолиме и потоа ке пристапиме на тој чин. Татко Небесен, ние ти благодариме за Твојот Син единороден, кој што Ти го прати, за да биде достапен тој дар Божи во нас, Светиот Дух, кој е извор, кој дава живот, нов живот, обновен живот, живот во свежина, во сила, не живот во темнината, во очајот, во робството на гревот, не живот во вината и неспокојството, туку живот кој во тебе наоѓа мир. И ние ти благодариме, Татко Небесен, за таа жртва. Ти благодариме за крстот на кој што Ти го распна Твојот Син, го даде таму за нас, за да ние немаме осуда, туку да имаме вечен живот. И се молиме сега, нека Светиот Дух, кој е тој извор во нас, да не осветли, за ова слово, Господ, да биде просветлено од Тебе и оживеано и да даде плод.
плод повторно на свежина. Ние се покајуваме за нашите грехови и бараме нека Твојата жива, света вода, духовна, не изчисти. Се молиме светата Христова кръв повторно, Господи, да не измие и да се представиме пред Тебе свети и праведни, без недостаток во Христовата праведност. Подготви ги нашите срца за лебот и виното. Помазај ги, Господи, нашите духовни срца со Твојот свети дух, за да уште повеќе и се смириме пред Тебе, да Те возвеличиме уште повеќе и се да биде на крајот пак за слава на Твоето име, да се свети Твоето име. Се предаваме во Твоите раце и овој свет чин да Ти, Господи, да го благословиш и нас, сите, и да не обновиш повторно во сето тоа. Во името на Христос, нашиот Господ и Спасител, се молиме. Амин.